Добро утро. Во екот на настојувањето на синдикатите од култура да потпишат нови колективни договори со регулирани плати во однос на тоа што минималната плата е сега 18.000, па и тие очекуваат зголемување на тие своји плати, се појави иницијативата аудиција сега. Со нас е представничката на оваа актерката Ангела Стојановска. Добро утро, благодарно што дојдовте да ни објасните зошто оваа иницијатива токму сега и зошто ја нарековте аудиција сега. Ви благодарам за поканата, прва. Јас доаѓам на име од околу 120 на колеги. Иницијативата се случува сега затоа што сметаме дека е време за една реакција на поголемо ниво. Иницијативата ја нарековме аудиција сега, затоа што аудиција во својата основа го содржи зборот сослушување, слушање. Ние сакаме да бидеме чуени, ние сакаме нашите барања да бидат исполнети. Добро, да кажеме и тоа дека 120 не се само актери, тука се и режисери, тука се и театарски продуценти, тука се млади луѓе кои што не нашле место во театрите, во институционалните театри. Тука се луѓе кои што се откажале од тоа за кое што се школувале, па сега работат со нешто сосема друго. Сега, аудиција сега мене ме подсетува и на праксата на некои светски театри, каде што просто нема актери кои што се вработени на подолго од 5 години. Односно нема таква пракса како во нашите театри, да кога еднаш ќе се вработиш, за цел живот си таму вработен, туку за секоја продукција, за секоја представа си има аудиција и се бира екипата целокупна. Да, апсолутно, имаме такви примери. Во оваа дадена фаза, ние како колектив некако не се чувствувавме доволно подготвени да бараме такви суштински промени, меѓутоа треба да се знае дека ова е само некаков почеток. Мислам дека за прв пат во историјата на македонските театарски работници имаме волку голема и волку силна група. Апсолутно не сме само актери, имаме театарски режисери, продуценти, драматурзи, односно драмски автори. И она што ние во оваа фаза го бараме, сметавме дека се трудевме и работевме на тоа да биде сместено во форма на предлог за решавање на проблемот. Ние кај нас, на едно поголемо ниво, имаме традиција на разрешување на последиците од клучните проблеми. Последицата се 120 невработени театарски уметници. Добро, вие имате средба со министерката, ќе ги изложите вашите, таа исто така кога беше тука на интервју минатата недела, рече дека со задоволство ќе ги ислуша вашите барања, но дали навистина постои начин, вака како што се поставени работите и во законот, законски нели, да ве вработат? Сигурно треба да има измени. Сигурно треба да има измени од многу различни аспекти. Дел од нашите барања, конкретно на барање кое се однесува на ангажирање на невработени уметници во рамки на програмите на самите институции, и она четвртото барање и петото барање кое се однесува на промена во критериумите во годишните конкурси за финансирање на проекти од национален интерес, сметаме дека се барања кои можат многу брзо да се решат. Многу едноставно можеме да ги видиме во пракса, дури почнувајќи од јуни. Ако не грешам, институциите ги аплицираат своите проекти од јуни, секако дека може да ангажираат режисери и актери. За да ние цело време манипулираме, ја споделуваме бројката од 120. Во Македонија, во овој даден момент, во институциите, театарските институции на УНУЦК, имаме околу 350 вработени актери. На оваа листа имаме 110 невработени. Имаме околу 30 вработени режисери, на оваа листа имаме 15 невработени. Продуцентите и драматурзите ги сметам за малку поразлична категорија и нивните бројки во рамки на институциите се не до крај достапни и не до крај применливи во пракса. Овие бројки за да имаат смисла, мора да сватиме дека представуваат голем колектив во рамки на нашата бранша. Да. Дали има превработеност во театрите? Зависи. Знаете, ние тргнавме да бараме информации, например, дојдовме до една статистика дека
во Прилеп, во театарот, многу скоро дел од актерите одат во пензија. Ние не знаеме што се случува со тие работни места. Мислам дека колегите ќе се сведат на ансамбл од 12 или 14 актери. Ве молам, сватете го ова со некоја мала резерва. Каков, мислам, дали тоа е доволно голем ансамбл? Што може да продуцираат? Колку представи годишно прават? На некои места се разбира дека има. Ние тоа не го нарекуваме преголемо вработување, туку го адресираме како хиперпродукција на театарски кадри. И се разбира, првото барање се однесува на тоа. Ние немаме стратегија. Министерството е тука да ги заштити, да ја заштити уметност. И ние сме чинители во тој процес. Вие сте чинители на тој процес најмногу преку независни проекти, практично се појавувате како баратели на средства од Министерството за култура, тие ќе ви дадат одредена сума, не секогаш таа што ја барате, односно некогаш и половина само или помалку. И потоа продуцирате адхок, нели, некое уметничко дело, односно театарска представа. Театарот е комплицирана уметност, бара многу различни профили на луѓе, од светло и сцена, па се до режисер или драматург, актери и така натаму. Дали некој ќе рече, еве, јас упорно тврдам дека во светот актерите не се вработени. Значи, дали треба да се менува воопшто целокупната начинот на вработување, односно на ангажирање на актерите? Сигурно. Кои се, мислам, ние не доаѓаме од позиција дека во целост ги знаеме промените кои треба да бидат направени. Ние имаме само некакви рамки во однос на кои сакаме да работиме. Можеби, видете, имаме дел од дипломските работи на моите колеги продуценти се врзани токму со овие проблематики. Институционалната форма на театарот во Македонија се нема сменета во последните 50-60 години. Сега сме во фаза каде што тоа во моментов не функционира. Нам не е јасно дека сме соочени со криза на некое светско ниво. Можеби сега е моментот да правиме многу поголеми промени од оние кои што се во рамките на нашите 5 барања. Кој знае за тоа што мислат вашите вработени колеги кои што нели сега се борат за плата? Да бидам искрена, имаме и од дел од нив се разбира, не сакам да генерализирам, од самиот старт имавме поддршка. Оваа недела сакаме да отвориме листа за сите културни работници кои сакаат да се потпишат и да не поддржат. Мислам дека оние кои што се свесни и си работеле во текот на пандемијата и искрено и пристапуваат на професијата, немаат проблем со тоа да застанат зад нас. Добро, меѓу барањата е едно интересно кое што вели дека ќе барате всушност воведување и оценување нови критериуми за оценување на проектите. Така. Не само во независната сцена, туку и во институционалните театри. Да, имаме последното се однесува во целост на другите корисници. Претходното за ангажирање на по еден актер во секоја продукција, по еден режисер во секоја продукција, сметаме дека е она што се однесува повеќе на институционалните театри. Кога велиме, ние најголем проблем имаме, кога, прво, ние адресираме и се обраќаме како независна сцена. Прашање е колку е независна. Може би треба да ја викаме вон институционално. И тоа е прашање. Некои луѓе кон тоа се обраќаат како кон авангарден, експериментален театар. Не мора да значи дека експериментален. Се разбира, се согласувам. Мислам дека ние на едно големо ниво институционално, надвор од институцијата, треба да размислуваме во рамки на самоодржливост. Значи, спомнав бројка од 330 вработени актери, 30 режисери, се разбира, тука, за жал, не ги спомнав останатите чинители на театарот, кои се апсолутно од непроценлива важност. Во институционалните проекти во последниве неколку години добиваат 35% од побараниот буџет. Институционалните одат на кај 65%. 2022 независната сцена има добиено вкупно 40% од буџетот кој го има добиено институционалната сцена за своите програми и проекти. Не можеме сите само да зависиме од Министерството од тако финансиски поглед. Мислам... Дали кога правите независни представи, наплаќате билет? Да. Тажни суми се во прашање, со оглед на тоа што, еве, како актерка, можеби јас сум сама на сцена, ама позади мене имам луѓе кои што ја водат целата представа. И тие луѓе треба да добијат хонорар. Повторно се разбира, зборувам за најголем дел невработени луѓе или невработени по струка.
Добро, еве, Законот за култура е повлечен од собраниската процедура со цел да биде поправен, дополнет и така натаму, да има измени. Ви посакувам овие работи, некои барем од ова што го барате, да влизат во Законот за култура, за да има и простор на вистина да се оствари. Ви благодарам, Ангела, што бевте гостинка на утрински брифинг и што не брифиравте за оваа иницијатива. Ќе бидеме во тек и понатаму што ќе се случува. Ви благодарам за сега. Ви благодарам на поканата. Ние продолжуваме со програмата и со колегата Ордановски и неговите гости. Останете со нас.